Добре дојдовте во нова епизода на нашиот скромен подкаст. Имам нешто да ти кажам, повторно на импровизирана, како да кажам, импровизирана сцена после мостот на желбите пред плажата Потпеш. Малку дуват ветар, се надеваме дека нема да заврне, пошто немаме покрив, такво е студиото, ама го имаме прекрасно во Охридско езеро и природава и планиниве, што прават многу убава атмосфера, а со таа цел пред да го најавам нашиот специјален гостин за оваа емисија, сакам да кажам 2-3 збора за наша воопшта култура како луѓе, како граѓани овде во Охрид, да речеме, град што има толку богата историја и култура, културно наследство и е исконски град, а ние го третираме како да е од најдно на сите места. Ми стигна едно видео вчера, па затоа решив да го емитувам во оваа епизода. Ќе негде овде отстрани, сега не знам на екранов како сум наместен, не е битно. Од Рача нагоре на кај Велестово имаш истурено толку многу ѓубриште, кај што е патеки отстран од патон, кај што одат за да се трчат и за спортуваш и природа, едноставно си прошеташ, затоа што од Рача одат и деца натаму шетат и не знам кој, а гледкава е страшна и не е само таму проблемот, зашто на лето сега кога ќе дојдат и други од страна и ние охријани си сме криви, затоа што сите убави места се прават со ѓубре. Недостигот на, не знам, на континери и на канти не е проблем, затоа што не знам кој мој да размислува дека ќе се качам в планина и да оставам телевизоров таму или креветов или да фрлям ѓубре или нешто, кој имаш континери долу, имаш в град, имаш отпад кај што можеш да одиш да ти откупет нешто, а вие носите телевизор в планина за шо? Не знам што животниве, Animal Planet да следете или турски серии, која е поентава, не разбирам и не знам која е општава култура и едноставно свеста што имаме како луѓе, како народ, како граѓани на ваков еден град и еколошката свест да не правиме муавет и дека предмет како екологија од забавачот прво деление сега како е, треба да се има до не знам, до 4-та година да се учи. А со таа цел сега ќе најава мојот следен гостин, баш е човек од образованието, професор, драг и ко пријател ќе го кажам, пошто секогаш бил достапен така кон учениците и покрај она подчита што имаш како професор, секогаш имаш, да речам, другарска страна со еден ваков човек како што е професор Стефан Каневче, и ми е големо задоволство што го имаме денес да гостува во нашава емисија. Добре дојде, профа. Здраво, Јован, било ми е што ме покана во емисија. Да се подружиме малце вака. Да се подружиме, да. Да, супер. На ова дали имаш некој вака коментар кој што почнавме емисија, пошто ево и образование, зато спомнав и екологија во образование. Са вие предавате латински јазик, да. Ама сте во образование колку години веќе? Ова ми е 16-та година. 16-та година, да. Веќе ушмаци ќе матурирате. Ушмаци има, да. Јас викам кога ќе извам нека слика секоја година, кога ќе се сликаме за да викам 16 пати матурант. Да. Од мојава школска професорска кариера. Што да кажам, значи многу неуба слика ни дава тоа за градот. Значи сите се трудиме, ево јас од образовна гледна точка, ти од културолошка гледна точка, сите што сакаме нешто да направиме град, сме згрозени од таква ситуација. Нормално е, не сме да има таква работа и треба да се бориме секој ден против тоа. Значи убаво речи имат отпад, имат контенери, имат старо купуем што собират, значи може да ти соберет ѓубрето, да речам. Да, ама не знам тоа која е поентата, примери сега и вака да земиш, затоа што се има нели кафе to go вака кој што имаме ние од Шила, можете да си појте да си земите слободно, да си се освежите. Да, убаво соков да знаете. Да. Значи пример сум видел многу пати, ќе седнеш покрај езеро на плажа негде и сега пиеш кафево, го туткаш и го оставаш тука, а имаш на 5 метри, 2 метри, 10 метри канта. Мислам, зошто да го оставиш тука или ќе купиш, не знам, за пиење пиво или шо и да е, и ќе го ставиш тука со си кесево, можеш да ставиш све во кесево и да си офрлиш в канта. Поштено, културно и не знам на кој му е убаво да фрлят ѓубре. Тоа не го разбирам, која е свеста. Проблемот го гледам во воспитанието, прво најмали нозе. Да. Сега деца во денешно време се не приморени, туку се цело време на телефон, на мобил, што најмало и на YouTube има 300 различни видеа со неубави, да речам, содржини, а родителот никогаш не ги контролираат кои содржини детето ги гледа. Сега јас имам внуци и са так
пуба од мене работат на телефонов. И мој да најд тој што сакат. А јас треба да укуцам, тој без букви да ги знае, одма за кај треба да побара за тоа што го интересирам за сина. Да, тоа е пример. А родител не обрна внимание на тоа каква содржина на телефонов или на таблетов дете го гледа, што е според мене нонсенс. Јас што сега имам онлайн настава, пратам каква содржина на муави треба да имаат на онлайн настава, значи само јас се гледам, тие се без камера, цело време ги прашуваш што прават, како прават, значи мораш да ги држиш во она. И после некој ќе рече, вие онлайн настава гледате во телевизор. Гледам во телевизор, ама внимавам на 25-30 души во исто време. Да. Дури покомплицирано отколку така. Покомплицирано каде, понекогаш се осеќаш дека не знам, збориш пред огледало сам со себе. Многу чудна ситуација. Чудно е. И јас ја осетив пошедни работилници, ево и сега во теков на овој период ги држам со отприлика деца на возраст од 12-13 години, е некош така, ајде уклуча камерата, па сега па нешто ќе прашаш, па немаш одговор или некоја дискусија, затоа што чудно е во секој и тие се во случај. таква комфорт зона што ним дава да така, тоа се сега да вклучат. ќе кажам, и то повлек вид од најмала возраст и кога јас со средношколци втора, трета, четврта година работа, значи повлек вид да речам, тоа и све си е следствено последично. Значи, и ќе имаме на пример на екскурзија и често пати мораме да внимаваме дали некој тоа во некоја западна европска земја ќе го фали затоа што казната ќе му е 50 евра. Така, Викаш не фали за да не платиш казна 50 евра. Да. И тогаш ќе се сцепне, зашто 50 евра ќе ме кошта се казнава. Да. А кај нас немаме казна, немаме 50 евра. Нема се добра, ево само за маски сега имат казна. Ама ние се пиеме сокче кафе, не може тоа да не казне. Да, вора сме во комфорт зона сме, ние се во таква комфортна зона, не. Па тоа е целата работа и тоа воспитание и ето нормално после образованието околината кога што растиш и не е проверено, тоа што викаме содржинава сега ти пиши дали си постар од 18 години, секој да стегне. И која е тука логиката? Нема логика, да, тука се околината, родителите, домашното воспитување најмногу за да тука се сложувам домашното воспитување, значи имаат безпрекорни деца што значи на мравка не газе да речам. Така, да. И се воспитани имаат сега све е тоа. Имаат исклучоци секогаш. Имаат исклучоци секогаш. Да. Сега јас имам профа, вака неколку пошо кажавме професор по латински јазик. Да повториме неколку па не знам како поговорки се пословици на латински фрази, некој како се значење во генерално и сега можеме вака да направиме. Јас да те прашам на латински да пробам да прочитам, можда ќе сгрешам. Нема да сгрешиш, исто е читањето. Добро. А ти ќе ми окажеш значење на македонски и општо после може ќе навлеземе малку. Ајде да почнеме со една што се надевам сите ја знаат и треба да ја знаат. Тоа е Carpe Diem. Да. Carpe Diem, сите знаат, имаш еден кафич онде на јадо, зграбчи го денот е во она или seize the day, што би рекле на англиски, се помодерно, затоа што за англиски се користи така, модерно. Зграбчи го денот, значи тука сака да каже дека треба секој момент од животот да си го користиш максимално затоа што не можеш да знаеш утре што ќе ти се деси. Па така и сега да конкретно ќе поврзам со денешнава ситуација, односно ситуација во која што живееме година и нешто. Да. За вас како пошто кажавме, образованието ево се дигитализира, се менви, животот се смена за 180. Се и некако цело време мислим ај до овде ќе имат, па ќе се свратит, ама некако и ќе си имат последици. Еден сте од вакви што коментираче, да кажеме, не се воздржве, не се резервирани кон ситуацијава, кај што гласно знаете кажете, ова не е во ред или вака и вака мислење. Ова за вас колку е сега сменато, зграбчи го денот или дали го смена на некој начин значењево, затоа што можда некој поздраво за готово работи сме ги сваќале претходно од кога ќе се стајме во ваква ситуација или ќе да стајт некој. Така испадна дека здраво за готово ги сваќаме некој работи, но според мене ова зграбчи го денот, seize the day, Carpe Diem не важи во оваа ситуација, затоа што немаме што да зграбчиме.
Немаме кој ден да го зграпчиме. Ние семе дома и ти викат во 9 сато треба да си дома. Ние мораме да семе дома и немојме да зграпчиме, немојме да зграпчиме телевизорот и компјутерот и сколиоза на грбот да добијаме. Тоа е зграпчиго. А зграпчиго денот да го живееш секој ден. Не е зграпчиго денот да земиш, да пиеш, да правиш глупости, да возиш брзо 500 со кола адреналин да крева. Зграпчиго денот е да го правиш тоа што го сакаш. Значи, некој може да сакат адреналински спортови, некој може да сака нека било што, но тоа што го правиш да не е на штета на другите. Туку да правиш нешто што е полезно за другите и полезно за себе. Тоа е зграпчиго денот, мислам, моје мислење е тоа нормално. Да уживаш во тоа што го правиш, да уживаш со фамилијата, да уживаш со пријателите, да уживаш со сите околу тебе што се позитивни луѓе, да тргаш негативни луѓе, да дишиш буквално, не знам, маска да кламе, тоа не е дишење веќе, тоа не е кислород. Ограничени. Да, може да некој ќе ми се љути за моето мислење, може да тоа е ваше мислење, секој си има право на свое мислење од една страна. Од секоја страна реално. Ама ево на пример, пошто кажавте то на почетокот беше кога се случи целава ситуација со пандемијава, на почетокот се враќавме на некои работи и забораваш поблиску си, ама тоа е според мене, ако ќе гледам сега назад, помине една година, не ми се верви дека помине, ко вчера да почна, април крај сме, ево сега мај и година и нешто веќе се тера цела ситуација. Беше на почетокот така, еден месец, чекај, ова не сум го правил, ќе го направам и толку, и после веќе влегвиш во една тешка длабока рутина која што ти влија и негативно и мава на психа, дефинитивно мава на психа и не е само да ќе излезам, ќе истрчам, само идеме са физички нешто, и сокчево што го пијам од чила, демек здрав живот, нешто. Не знам, на мене многу влијае ситуацијава, искрено, затоа што сум јас темпераментен човек, ме знаат повеќето и ти ме знаеш доста добро, мислам, јас сакам да имам комуникација, да изиграм фудбалче, значи не сакам индивидуални спортови, не сакам да одам да истрчам, јас ќе истрчам, ќе извозам точак, не е проблем, ама сакам фудбал, кошарка да изиграм, да се здружиме нешто, да направиме табла да изиграм, тоа ми е мене, се, то ти ограничен, ај табла да играме. Кај ќе играме, што ќе играме, ај се летово може да зона кој ќе отвори. Да, може да барем малце, ама немојте ни за Белјот, не сме собрани, не може да се собериш да играш, особено и пример секој софрски, ама и денски, така ограничен си после сега 20 часот, 27 часот, забрането движење и сите тие работи. Добро, оиме на следна фраза. Адастра пераспера. Пераспера адастра. Пераспера адастра викат потарниот од звездите. Значи дека многу е тешко да го погодиш патот да стигнеш до славата и тој патот е тарнлив. Сега ние сме научени повеќето од луѓето сме научени многу е стрмна планина, дај ќе одам по заобиколено патче кај што одат овчариве да ги носат овци, па ќе се качам догоре. Тоа сакам да кажам дека многу сме научени полесните решенија да ги бараме во животот. Со полесните решенија ти може да ќе стигнеш до целта, ама нема да е вкусот на успехот толку ист, ако одиш по алпинистичкиот дел од планината, по тарнијата ако застанеш. Зашто? Затоа што си видел мака, болка и за да го достигнеш тоа што го сакаш. Тогаш веќе знаеш дека си успел да тоа знаеш како си стигнал. Знаеш како си стигнал. И појќе ќе ги цениш. Да, и појќе ги цениш патот по кој што си стигнал. Те заврнало малце, дошш ке клаеш, вака све имаш, дошш, снег, карпи, све. Да, и како се справуваш со сето тоа. Одека мене ево ќе се навратам на митот со Сизив пример, ми текви дека и со мојата класна професорка, ваша колешка Светлана Голабовска, може да поздравиме во моментот, поздрав до колешката Светлана Голабовска. Баш кога ги работевме, ето тие, да кажам, приказни кај што имаат многу метафорично и значење и сите тие работи, трукањето на карпата, на каменот, да кажеме, и немаш безизлезна ситуација или можеш да се откажеш, ама е цело време дека истото, ама што ќе постигнеш ти ако се откажеш од тоа? Тоа сакав да ти го кажам, значи баш сега ми го излече моабетов. Во држава наша многу луѓе во името на подобар живот и подобра заработка бегаат од држава. Јас според мене, моје мислење е дека тие бегаат од проблемите што ги имаат овде. Јас сум убеден и сигурен дека секој што е здрав, што е прав,
што имат две раце, што имат глаза да размислува со главата мој да најд било каква работа, а после да скокат од работа на работа затоа што стекнал вика некое искуство. Па да е така, да. искуство и шлифован од еден одреден сегмент на пазарот на труд. И многу е лесно после да не можеш од старт да земеш ти 500-600 илјада евра сите сака плата. така кај нас е некако тој синдром го имаме, да. сите седнати во удобна фотелја и само земаш А, пари, а е. ништо да не работиш, и ништо да е да само не работиш, наредвење, како, да. и сето тоа. Па тоа е тие работи што да стигвиш така после кога ти можеш да стигнеш во удобната фотелја, ама претходно треба да потргнава и по тие работи ја поминиш, Тоа и е многу точно. поиќе ќе се одрази од тебе после на другите, затоа што ти кога ќе пренесиш така дека ти како си успел и како си стигнал до тој пат, значи треба на некој друг и да го мотивира да е така, а не дека сите го чекат тој полесен пат или ја чекам овај нешто да ми помогне само и Така тоа е, е тоа. така. А ти да не преземиш ништо. Имаме две раце, сами му име, не да чекаме се вујком и Да. поп, стриком и владика и Да. чекаме тоа. Нема тука. Значи проблемот ти треба сам да го решиш, не треба никој друг да ти го реши тоа стар. Нормално треба да ти поможи некој. Јасно, Во да го случај од секогаш фамилија, поддршка, све. другар, пријател, така поддршка Да. мораш да имаш, зашто сами Јасно, секако јасно, тешко. да. А во Германија ќе се сам секако. Секако, да, Пример, таму. Германија, Па да, Немачка. ето, ама имат сите многу примери кај шејкет колку сакаш биди кај било и ни светов и да си ето и поиќе години со фамилија со све пак не си дома, не се си осеќаш дома. Да. Мислам, има билиарда примери. Има, да. Што сега не ни нема потреба да исполни. Значи според мене тоа е тоа. Немат бегање од проблемот. Или решаваш, или си лав, или не си лав. Да. Јас така гледам на работите. Сега Следнава. може никој нема да се сложи. Ојме понатаму. Ојме. De omnibus dubitandum. Ова дали Да, добро. Овде викат сомневајки се во све или во сите сомневајки. Ето колку е тоа дали Тоа е од филозофска гледна точка да го гледаме ова. Затоа што имат поиќе движења во филозофијата кои што мораш да се сомневаш за да дојдеш до решението на проблемот. Ако само ги прифаќаш дека не е така не е тоа. Да. Мораш да имаш некоја одредена доза на сомнеш за да стигнеш до конечното решение. Што не значи дека не е точното решение, Да, точно. пример. Не во секој случај, ама викат привид. Посебно во антиката имат, не знам, Платон, Аристотел, кој беше, јас ги заборев, одамна ги учев ти. Вика дека и да гледаш јаболково обично кој јаболко мој да е привид, мој да е грдо јаболкото натре, мој да има црв, ме Така, разбираш? да. Не е све тоа што го гледаш запаковано и се во денешно време ги гледаме тие работи. Баш. Можеш во цел да речам убаво спаковано све да е многу грдо. Тоа е Да. привидот, тоа е дозата на сомништи што треба да ја Паковката имаш. сега, да, и се и паковката. маркетингот дека продаваат Да. сите работи. Ето и со вести претходно не ми теквица со некој гост, мислам дека со Владимир Четкар, да, го направивме тој му дека пример, ето веста ја гледаат сега, да речеме ќе излези некоја вест и го читат насловот и не отварат натре, видите според насловот и ја сега колку има такви кликбејти, тие Колку работи, сакаш, не се. имате едно чудо, Вести што сака ти што јаде спомнав ми очи. текна на прва Карпе Дием зграбчи го денот во вест, дали ви текви на средина. Да има. Добро се, тоа е Мала шала, буквалистичка. како што ви каже Груевски, мала шала да се нашајаме малку така. Тоа е од буквалистичка гледна точка да го зграбчи го денот, Значи да. тоа е На живот. време тоа имаше еден Да. вестник, вест. Да, кај има цеа вестници. Тоа беше интересно, Сега да се- ние помали деца бевме тогаш и така, кога ќе отвориш малку се срам Да, се, срам те поинаку, фаќаше, да. Добро, одиме Ојме, по следно. натаму. In absentia lucis Во отсутство на tenebrae светлина? vincunt. Да, во отсуство на светлината, темнината превладува, Ето, така да, тој е, да. ето преводот. Да. Преводот. Па сега сме може во да се така, Сега да. сме во таков период. Сега сме во таков период затоа што многу луѓе не гледат светлина. Значи се затворени и не гледат кај е светлото на крајот на тунелот, што го гледам. Што мене многу ме чуди. Јас сум во принцип позитивен човек, оптимистички, секогаш настроен во животов. Не знам јас како може да се затворени во еден кожурок кај што немој да свети ништо. Не разбирам. Мора да знаеш колку и да е нешто, барем трошка светлина. Да, секој човек во животот има 300 сопки и станици кај што тој треба да застане и да се сопне. Да. Ти ако не гледаш таа светлината, ти ќе се сопниш, ќе останеш на тоа место. Не можеш да растеш и да се развиваш. На било какво ниво, не на интелектуално, на физичко, на духовно, на не знам,
Значи мораш да имаш нешто што ќе те трка напред. Тоа не ти го дава никој, сам треба да си го најдеш. Пак да, тоа е до секој индивидуа, до човекот во себе и вербата во себе да си ја најдеш, мислам дека мора вербата и само до вербата мораш да нешто. Јас можам да те поттурнам малце со некој муабет. Заш ми си драг, заш ми си мил, ама ти ако не сакаш да се поттурни самиот себе ти џабе е. Џабе, да. На некој, стварно на некој пример му треба малку она пуш, што вике гличаниве, ама да е доволно, ето, то пас после самиот да... Јас то ко образовен човек, ко професор, јас то му го давам како мотив на сите. Значи, сите без разлика кој е, шо е и кој е неговото ниво на затвореност, покушавам да му го дам тој импулс почете за да моето потака да стане да се развие како човек. Не му секогаш да успеваш, ама барем да се потрудиш. Па ево сега, да, може тоа да се земи. Мене ми бевте професор 2 години, мислам така дека учевме. За други вака што не сте им предавали или општо како професори, други колеги што може да ќе гледат, на некој начин која ви е појдојнава точка за ученици, која ви е првичната цел, дека сигурен сум дека не е само латинскиот јазик да научат латински и значи латинскиот јазик како јазик е исти ко сите јазици, така, не е баук, значи многу луѓе го прават баук. Латински многу е тешко. Не е тешко исто. Подметот и во македонски во латински истиот збор. Значи се знаете именката кој е подмет и чао пријатно. Нема тука нешто што е комплицирано. Значи поентата на моето постојање јас да работам со сите посебно, значи ако твојот клас имаше 27 души, јас би сакал со тие да имам некој муабет со сите 27. Последно муабет со 27 како група. Да. Значи, ако имаш поединечен пристап, кај секој дете може да имаш некаков успех. Така, да. Значи, вика може да имаш некаков успех, затоа што во група од 27 души е тешко да имаш успех кај сите. А плюс 8 класа, да речеме, или 5 или не е важно колку е тоа. 200 души се ученици во годината, така што да, во една генерација. Од другата година, од тие 250-60 ќе се стари, другите 140 ќе се нови. Така да и многу е. Да е па тоа, да и поединецот пример сепак треба да го запознаеш како и да е детето, па за да знаеш пристапот. Ќе му поставиш прашање која играш овај Fortnite. И јас играм Fortnite. За кој навиваш? За Сити, не како за Сити. Како за Сити, јас за Манчестер навивам Юнайтед. Не може тие работи. Нормално влегнеш во муабет и тоа е и ќе видите, ќе се ослободит ученикот и ќе видите дека некој има нека одредена грижа за него. И дека сте попристапен во тој дел. Да, попристапен и од време на време ќе дојде дека ќе се ослободит, ќе барет одговор на некој проблем што го имаат, се дешаваат и такви работи. Мислам многу сега во овие 16 години се имаат исподешавано 300.000 работи. Ако не се дешава, нема да е интересно, значи некој што оди на работа, оди врати се. Сега тоа баш таа рутина, да речеме. Слушав еден доктор и правеше муабет за поим, што се истражува последниве, не знам, 10 на 15 години, невропластичност се викат. Тоа ти е ние кој што викаме ќе изиграме 5-6 фудбали и ќе набијаме кондиција. Ето кондиција на мозокот. Да. И сега јас ако не ја правам таа кондиција на мозокот секоја година со различни ученици, ако одам кој што викаш рутина оди врати се, тогаш мене нема да ми се развиват кортексов Дефинитивно. И нема тука истото и кој што тренираш мускули во теретана и мозокот е да читаш книга, да работаш со луѓе, да откриваш нови карактери, нови лица, нови луѓе. Да си љубопитен. Точно. Значи џабе, не развиваш ништо кај себе си. Поиш во тоа е, не излеги светлоста не гледа. Така, да. Оиме на следното акта нон верба. Или рес нон верба или акта нон верба, дела но не зборови. Тоа јас најпоќе го почитувам кај човек. Ти ако ми речеш утре да го направам ова, јас очекувам од тебе да го направиш. А не да ми речеш и после, ајбе, што направивме? Ејме заборев, за утре ќе направиме. Според мене не вреди. И после за утре ќе стане пак за утре или утре. Така. И секој пат ќе е среда за среќа за да почнеш да учиш испитот на факултет, така како што се мамевме од време на времето кога бевме студенти. Среда за среда, не од тоа не од среда. Но мислам ресно верба, мораш, јас ако ти речам тебе, ќе завршам работа во утре, јас мора да, мислам не мора, јас сакам да ја завршам работата. Значи тоа те прави тебе, те креват како човек.
Да. Значи нема потреба што да те убедувам дека можам ако не можам. И ти речам Јован не можам, нема чао, потреба, пријатно. да, не е ни погрешно да речиш ова, не можам да го Мислам, мене направам, да го изведам, покоректно да. ќе ми некој да ми рече Да. не можам, отколку да ми рече дека ти завршам работа. Да. Значи делата не е само и напразно ај сега ќе правиме, ова ќе правиме. Не бе, оди напред да те видам. Или И покажи. така и покажи. И да не- речиш ако не пак треба да имаш на некој начин и лице дека претходно си направил си останал на Така е. разговор па за да Точно. после и да А ти после верби ќе некој знаат, и други овој ќе трчи знаат. лъжи овој ќе И рече да, после да, тоа. И да. после кај си ти во општество? Ќе си имам Германија, таму не знае дека сум Таму не знае. трчи. Да друнаучет ке ода Холандија. Да, Холандија ќе имам. Тоа е муабет. Дали мислите сега таман со ситуација, мислам со ситуација, последнија години ова социјалниве мрежи, сите ти работи и ево вие сте примерно на Facebook како што да. реков активен и сето тоа имате en куп што да речеме ќе го речете, но и сите така некако за тастатура се ова кој што викаме и децава некако најдве комфорт зона сега ќе се снимам на ова, демек така. не знам, а во живо Во живо. делава и за пишење пример да не зборовиме за политика, тука да не навлегвиме Сите затоа политичари што стана ево денес. истото е. Јас избегавам тоа е дела зборови. да коментирам по социјални мрежи Да. за политика затоа што ми е банална работа и не сакам да. да ме нервираат, ама Да. ја изолирам од животов мој. Дефинитивно, да немат ретко позитивна работа, да. Нема таму позитивна работа. Значи јас тоа што ќе го напишам и се држам за тоа. Немат враќање Па да, назад. имат пример, ево, ке некој ќе рече тај ништо не правиме или не знам што за некој работи и са вие ако повикате и да, ќе ви Да, пишат да. и после пак истото. Истото. И И за пак кој сам чека, ќе останам. мора некој да цело време тоа дека некој мора цело време да влечи, да потекви да нешто или Не можам не јас знам. да те тегнам за уши, Така. ако не сакаш ти самиот да потегнеш чабе. Не е лошо е, ама Да. шо ама? Што можеме ние да направиме за тоа што е лошо? Да, треба да, мислам, не е важно, најди начин. Јас тоа викам, Не е само начинот ова еден. Не е само еден начин, пример ваков или таков. Имат многу начини за секакво действувањето како ние што сме зеле за Точно. теме, културолошки аспект, јас имаш сада- спортски аспект, имаш вака, имаш така, имаш граѓански активизам, имаш еколошки активизам, имаш све. И преку тоа можеш да покажеш ти многу работи. Ала да вие за ова културолошки аспект иницијатива што имате направено, мислам ретко некој млад човек во Охрид и околина би го направил тоа. Мислам тука мора Фала да за ја поддршка, пофалјам и немат еден сте немат од тие тука што не поддржваат цело Не, време. стварно, и- мислам, реално екипа, група од 10 на 15 души, колку сте што... Па и помалку други како волонтери, ама јас сите што дошли, што Така помогнали, да, што да. поддржваат вака сите ги Не, сметам како екипа од културолошка, затоа што не е реално тоа за нас дома. дека кажувате дека имат надеж во младина, во некоја си млад надеж. Зашто? И ако продолжите да не се откажете секој година ќе имате плюс Така. поддржавачи. Да. Затоа што младиве ќе видите Јован прави ај да му поможеме, после Да. ќе излезе некој други, ај премени ова нешто што Да. е друго. Сега, Така де, да. Нормално и ти тој не сте Кранки, конкуренција. да, но абе туку треба само да- поддршка, само само поддршка, поддршка, доволно, тоа да, морат, да. јас тоа викам, пубаво да соработиме затоа што за секој има тимој да направи, затоа што ние сме одлучиле дека нашата цел ќе биде за општеството, За нема да е општеството, точно. за дома и тоа вие што го И викате. да сум јас ето, себичен на тоа. Да. Јас ке сум себичен кој сум сам дома. Кога ќе треба, кога ќе сакам утакмицава сам да излезем, Да. за тоа ке сум себичен. А До за тоа мојата да. улога во општеството јас не можам да сум себичен. Не можеш, зашто не е само јас за себе да направам, ама за други да. да. Функција, значи. Да, не е како тука, професор. Не е тука, да. Значи, ако излези утре дете од мој клас и ако станит да речам отпадник во општеството, јас ќе се осеќам завиновен за Да. постапките негови, а јас сум потрошил труд одреден за да пробам да направам што се тешко, ама Па ево следнава пример е, сега да ќе прочитам ова. Аут виам инвениам аут факиам, да. Тоа е истиот муабет го Така, прави. тоа е- Или петот ќе го измислиш или ќе го направиш. да. Така, тоа е тоа. Ама тоа сам човек треба да го прави. Значи патот имаш појќе патишча, имаш шорткат, имаш чорсокак. И сега ти треба да одбереш кај треба да идеш.
И порано ако не било нема- изгазено вам Така не употреба, било па се мора изгазено, да се па изгази сакаш да патот, пробаш, да. така може да тој ќе ти реалниот она. Да. Ако не пробаш ти по сите патишќа, Да. Нема да Или знаеш и кој е нема да знаеш вистинскиот, кој е и барем вистинскиот, за да. И тебе ќе го- вистинскиот, зашто не е Така. еден вистински пат. ама немој ти замени за тебе да исто. Така, точно. Ars longa vita brevis. Добро, е малце поговорка која што величат, да речем, уметноста. Ти ако не можеш да наеш уметничка душа во себе се ако наеш, џабе ти е животот. Да. Значи не мора ти да можеш, ево јас на пример да гледам слика, било кој уметник од не знам колку коштат, милиарда и уште една слика мене исти ќе ми се види. Ама јас уметност во себе се ја барам на друг начин. На други работи, да. Така на други работи. Значи поентата е дека ти треба уметноста во себе си и тоа и тоаш нема да ти е краток животот. Да, А да, ако да. не ако не имаш уметноста во себе си, поентата зашто живиш џабе ти. Да. Тоа е. Ево, тука ќе се надоврзам на една од па други што пример ево можда не ве знаеле како професор по латински или првично како Стефан Каневче, можда ви име да знаено како професор што со деца организираше концерт забавен, прво беше ден од настрански јазици, Да, нели, да. па после си добиваше секоја година различна интензитет. тематика и дали ето филмска имаше Имаше повеќе, секоја година имат различни со теми, деца и се значи- направи 10 години се направи. Да, ќе можеме да заокружиме. Ние бевме едно едни од 10 првите, така на вие бевте почетокот. Втора Да, генерација, втора, така трета, втора, четврта тие ги да. фативме, да. Јас бев втора година на првиот, беше во економско, имаше уште тоа, тоа што почна. А ние така. бевме првата во Салава, во Дом на култура. Така. Да, Така, втората тогаш. бевте во Дом на култура. Втората Да, како бевте втората, гладни во да, четврта втората, како бевте, да, 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 втората да. во Дом на култура. Да. Значи можам да кажам дека не знам испадна од една чиста колегијална идеја и јас сакав да чисто да ја реализирам, да напредниме Да, во уште, не да. да се има во Кодници, не во гимназија и да мислам стварно и тука беше уба интимна атмосфера. Ама, си викам, Нешто ајде поголемо, нешто што нема поголемо. пример да се само од гимназија, што Да. ќе дојде другари, да деца, видите другите други, родители, другари од децата и све. И пробавме и јас не веров искрено дека ќе имаме едно 10-летие да заокружиме. Да. И сега Са тие штета 10 што не се обележа малку ќе го обележиме, јубилејот. нема, Навреме ради ситуација многу јубилеи навреме, малку да. ги стопира, ама Да, општо, навреме да. не се обележа, ама ќе се обележи. Ти верови дека треба да се обележи овде секако. горе може да се обележат или да античко, но и така близко сме можеме да Да, го да. покажеме и тоа ми е значи цел што морам да заокружам таа целина. Да. А после друга целина можеме да почнеме секако, ама оваа целина морам да мора, заокружам. Затоа што искрено мислам дека е целината успешна, ако ќе е успешна ако ја заокружиме. Ево гледаме во градови во држава кој настан мојт да кажат дека имат 10 години Да, традиција. да. Мислам ако најд некој освен Валандово или не знам Со гимназијалци. ма и со Со било деца, што, да. со било што. Со било што, значи Валандово, Скопје фест, кои се тие што имаат по 2-30 години традиција или Макфест. Кој е друг настан што има 10 години? Не знам, јас ево ти си сведок секоја година идеш, гледаш колку е полна сала на секогаш кој со простум, со седење, со простум, стоење, да. А да беше некаде тоа да испаднеше некаде во јуни, па сигурно ќе наполневме и нешто поголемо. Зошто да не, да. Сцена. А тука ево и уметноста што ја зборвиме и од друга страна ето ние одевме и со гимназија и представите и концертот. И сметам дека тоа беше една од попозитивните работи што се случуваат и што може да се случи на некој тинејџер во Така е, создавање во како создавање зрела личност, личност, затоа што точно. има многу примери што биле стегнати срамежливи, а преку концертов или преку драмска Менале. секција или не знам што, особено ево знам дечки што биле по срамежливи, да не ги кажеме со име и презиме, што биле нормално. по срамежливи и после концерт ги гледаш дека малку Дека затоа што менале. и публика ќе му дај таплауси све и малку Тоа добиваш е- само тоа е- доверба и Тоа е, значи јас го давам, имаше едно дете на пример, феноменално пееше пред 3-4 години. Значи не сакаше на сцена да застави под ниедна Да, она. да. Значи 2 месеци јас му зборував на секој час и децата што учеа со него му зборува. Е, го па и натеравме, поддршката е многу важна, И да. сега сакат да снимаат, да прави песма, да. она, феноменален глас има, радиофоничен плюс. Да, Значи да. друго е да излезеш да зборвиш, Да. вака, друго е да
на микрофон да зборуваш, а трето е на радио да ти излезе убозвучен Баш. гласот. Тоа е едно од попозитивните работи, можда иако да речам најпозитивната, затоа што не значи дека некој од таму што излегол ќе се занимаваат понатаму со музика или со не знам некаква Чисто- уметност, ама во секоја сфера од животот Чисто мислам за дека ќе му е помош. голем Значи, многу, плюс и помош. Многу полесно ќе се снајдат во општеството ако имат излезе на сцена на кај што те гледат 1000 души и ти дават аплауз и ти викаат браво, супер. Мислам тоа е и колку и значи не е поентата за совршен музик. Значи Да. тинејџери се Така е. излегуваат понекогаш ќе се десет грешка, фалш, Нормално, тоа е да. нормално, Да. ама кога ќе слушнат аплаузот од Да, публиката, јас си се ето, смејам сега кога се Да, слуша е, така, нешто смешно пример. е, така Ама е. интересно, ти бил Интересно, јак да. момент, нормално, што ќе го памтиш, ќе ти остани во сеќавање од гимназијалскиве денови. In vino veritas, со шо уживат Стефан Каневче, дали и во виното е вистината? Во виното е вистината, ама не вино. Не обожавам Пивце? многу вино, пиво И фудбалче, сакам, и- да, пиво, фудбалче, сакам и ирски виски. Тоа ми е еден од помилените пијачки. Кој е виски? Например, Джемисон. Джемисон? Да, Поштовам, може. Да, пиво Джемисон, вино пијам, ама не толку многу често. Ако пијам вино, пијам или роза или бело. Црно не, значи црвена. Не ме отвора црно. Не? Некој можда од некоја визба она да пробаш некој. Јас Може, многу едно не, црно не, пробав не. во Сремски Карловци, едно страшно. Да. Берме такво, ама тоа е една чаша пијаш и На доволно тоа ти сакам е. да ти кажам, една чаша нема да одбијам, ама Да, ако треба појке, да се име фудбал да гледаме, него се една не, чаша да помениш. и со мораш. вино некако не ми е фудбал, не. Значи, јас сум- Пиво си е пиво и ево се фан, мислам, фудбалски фан, па после фан на Манчестер Юнајтед, кажавте. Да. Значи јас сакам, јас сум народски човек, значи вино обично викате, ево ние пиеме вино и во чаши вака, не знам аристократија. Јас сакам да работам со сите. Значи Да. без разлика дали е потеклото на детето од не знам која колено или потеклото на детето е најсиромашно или било што, мене ми се исти сите. Така, Јас така и сум треба, човек, да. пиво сакам да се напијам, Да. така, не е битно. Кикиричиња, Јас сум пивце. сум седел и со луѓе што се и од политика, значи сме муабетеле, сум седел со луѓе што се од уметност, сум седел луѓе што се во дупки во Скопје ко студентко, од најниските класа во наводници да кажам, исто сум се однесувал со сите. Значи не ми е тој сакај бог, леле, а сега богатиот. Така, Не ми исти да. ми човек. Да. Човек исти. Човек си или не си? Или не си, ако направиме муабет вака како со тебе што правам муабет, Да. мене ми е окей. Да, Ако да. тој сака да ја подценит, ќе му вратам назад. Да. Нема Мислам, тоа, нема тоа е едно од тука полошите не на особини на човек што не може да ги оставам прави. да се сити некој на Да. неговиот не знам статус во општеството во наводници. Да. Статусот во општеството се стекли, статусот во општеството не можеш да го добиеш, ретко се добиват од раѓање. Ex nihilio nihil fit. Така се чита? Од погоди читањето, Добро. ама чекај од како е сега ова? Од ништо? Од ништо да направиш нешто, така? Овде преводов е од ништо не доаѓа ништо, да, така, тоа од нешто е да направиш значењето. нешто, да, тоа е значењето. Тоа е она што треба секој човек да го направи, да проба да го направи. Значи да немаш ништо, да немаш никакви ресурси. Ево, Да. ти си пример и јас сум пример, значи со 0 денари да направиш Да. некој настан. Тоа е од ништо да направиш нешто. Значи да имаш пријател од еден, да го имаш пријател од друг, да имаш некој што може да Да, ти поможеш, да идејата имаш силна и идеја, целта, да. и цел да имаш и тоа ќе направиш Да, нешто. се сложувам дефинитивно. Значи, Но- гледај, да. ние 5-6 години без никакви спонзорства го Да, правевме да. наставното. Последниве години почна спонзорства да иде. Јасно. Да, Така и е. се колку се знае, пак треба ти и да е спонзорство и ќе спочитуваш и тоа не значи дека е све финансиско спонзорство, Да, поддршка, не. така како Не, пријател, бе, како да. некој ова, не Така знам, нешто сцената. Така е, се точно, да. едно звучењето и све значи тука и без тим џавес, Нема никој час. сам не Нема. успеал. Да. Кој што мисли дека успеваат сам, мислам дека се лажи. мора да имат мора да имат еден што е Нормално, ќе ги координираат секако работите си и имат, мора да да. имат алки кои што се сите Да. подеднакво важни за да успе настан. Ако не успева ништо, мора да има некој. Да, дефинитивно. И мора да има однос меѓу екипата. Тоа е најбитно. Дефинитивно, да, тоа е едно од поважните. Овако за последна, реков да ја зачувам Дум Спиро Сперо. Така.
Тоа е едното моите мота. Не знам, го погоди, додека дишам се надевам, јас од која служна за поговорка знаев дека се работат за мене. Затоа што кажав, како што кажав претходно, оптимиста сум јас. И ќе се надевам до последниот здив дека мој нешто да биде подобро во општество. Ево сега ќе кажам еден пример со од домашна атмосфера со мајка ми. Викат, еј сине, што ќе се деси тука? И јас викам, мајко, доги во моја две раце, јас немој да се плашиш. И олесна, и падна некако каменот од срцето. Мислам, во некој период бевме кај што беше попроблематичен и кога виде како ја одговорив, ја знаеш ми го смена лицето, односот и се смена поинакво и се насмеа и супер и дојде на душа. Мислам, по интерна работа, ама немам проблем да ја кажам пред камера. Да, дефинитивно, мислам и кога имаш некој покрај те што ќе може да се наслони на тебе исто. Така. Така, ама тие сме, зато сме тука, зато сме да си поможуваме. Да. Ова може да се каже дека е умилена покрај тоа што е за вас, дека од сите да ве праша сега да одберите, важно. Да, ова ќе го кажам. После значи туга сум зачувал за крај. Втората ми е ја погоди точно втората е омнија меа компорто. Се свое со себе си носам. Супер и тоа е. Да, и тоа е уба. Значи ова Думспиросперо ми е баш на мотото во животот, што ми е она енергијата што од перпетум мобиле што ме движи напред. Има деној кога ќе речеш сега значено ти секогаш има тому трен, така ставиш ќе викаш со нова енергија, нова енергија, све, да. Така и треби да е секој ги има такви моменти, ама битно е да се ќе ти закренете енергијата. Ама од мали работи, тоа мали работи мора да се знаеш, виж, да, и енергија и све и колку пати она се клишето поговорка уште една, не е битно колку пати ќе паднеш, туку колку ќе станеш. Така, точно. И колку ќе продолжиш понатаму. Мене ми е да речам незгодно кога ќе гледам сите што ќе некои што ќе паднете што стане долу. Што не сака да се бори за себе си, за животот свој, за животот на своите најмили. Тука најпој ќе ме боли. Ако можам да поможам, ако не можеш. Јасно. Има некој друг што би требало да поможи, јас сум сам немоќен. Јасно. Добро, профа, ова можам со ова да го заклучам, пошто некако многу убав муавет беше на крајов. Мојме да го заклучиме, ако си имаш уште нешто да си кажеш, јас генерал ќе оставам некои од поговорки за наредно, за втор дел. Здравје Боже, мојме да се видиме пак следно. Кога ќе направиме нешто ново. Да, нешто е тој за јубилеот, здравје. За јубилеот обавезно ќе се видиме, јас ова лето сигурно нема да биде. Да се надеваме дека наредното без проблем. Лето, ево сега како што се движат работи би требало да имат простор кај што ќе имаме ние да ги реализираме. Значи од сите вие што сте учествувале во поддршката од сите што сме завршиле, тој и организација кој све тука е секако. И тука сме до многу добра екипа и знам дека ќе испадне и ќе закружиме една целина па да почнеме втората целина да има мотив за друга работа. Ви фала што ме викна на чест ми беше задоволство. Многу луѓе не знае некои работи. Па јас не се старам пред камера, си кажувам тоа што мислам, тоа е моето мислење и утре на Facebook ќе го видиш и заутре ќе го видиш со некој што ќе прави овде чаши, тоа е тоа. Да. Јас сум Стефан Канев, тоа е тоа. Нема не сум некој друг. Добро, профа, фала ти многу. Нема проблем. Фала ти на поканата. Јас си прашав тоа што имав да си прашам. Стефан Канев, че професорот си кажа тоа што има да си каже, душе едно прашање Македонија на европско што ќе направи. Јас мислам дека барем една победа ќе имаме. Ако една мојме да поминиме. Да, барем една победа ќе поминиме. Потаен оптимиста сум дека ќе можеме групата да ја поминиме, затоа што не се ништо подобро ни Австрија ни Романија. Кои се тоа? Австрија, Украина и Холандија. Холандија е играчки многу пред нас, значи според имена. Дефинитивно тоа. А Украина и Австрија не. Ама јас мислам кој што сме ние кој репрезентација, ќе изгубиме од Украина и после кој ќе ги Холандија да репнеме, и најкевски во последната и понатаму да влеземе. И тоа е успех да се надеваме дека следно може и за светско ќе се радуваме и ќе отворено да можеме човечки да си прославим вака ние ко фудбалски фанови што сме и други што име малце да сега се развикаме коалиција на площад. Да најдам некаде од новиве ако јас набавив еден дрес. Да, без име, без ништо.
зад камерите, ќе се договориме да направиме реклами овде. Да, ќе ми кажеш ќе го направи. Фала многу, шеровајте, лајквете, не знам се да се изразам така, поддршка, фала на сите за поддршката. Мислам дека 13-та епизода ја закруживме, мене беше многу мило и чест, пошто си направивме преубав муабет и испадна преубав епизода што ќе си остани во архивата на подкастот Имам нешто да ти кажам, и на која со многу големо задоволство и мило и драго ќе си се враќаме да си ја гледаме пак и пак и пак. Фала ви, чао, чао.